Тие две малечки доле, предните се всушност како еден вид на рачиња. Тие му служат како алатка за да може полесно да си ја прибере храната само без блиц. Не. Добро. Тие се како еден вид на алатка за да може така полесно да си ја внесе храната во уста. Не така, важи. Ти го исплашиш. Од каде е устата? Тука? Еве. Тука е нашата, а на пајакот е напред. Еве тука горе. А ова тука е телото. Тука се наоѓаат сите очи. Знаете колку очи има? 8. Исто колку и нозе. 8 нозе, 8 очи. Ова е. Не. Ова е стомакот, а ова тука е газот. Тука како? Па исто и вие што? Дали имаме прашање? Да чуем. Што има напред? Бела некоја. Горе, белото, Ова тука? Епа тие се забите. Тука ги крие забите. Неговите. Еве, сега ќе дојдам и до тука. Еве ги. Два има. Врашајте. Се што ви интересира, дечки? Имаме некој друго прашање? Еден по еден, да чуеме. Јана? Да чуем. Како се викаш? Јована, јас сум Бојо. Повели. Зашто таков е пајакот на кризот? Како? Овдека како дупче или стам? Аха, ти одма го примети. Перфекционист. Некогаш кога пајаците се во стрес, кога многу се нервираат и кога на пример се осеќаат загрозени дека некој можеби ќе дојде и ќе ги нападне, тие знаат со овие задните нозе да си го кријат, да си го тријат газот вака, за да може тие влакненца од газот да може да летаат во воздухот и ако некој дојде за да ги лапне, да проба вака да земе воздух, да ги собере тие влакненца и да почне да кашля. Нели? Бидејќи тие влакненца ќе ги голтне. И заради тоа ќе добие време за да пајакот може да кидне, да избега. Заради тоа е гола, бидејќи таа била под стрес, некои од децата многу викале, многу правеле галама, таа помислила дека е некој непријател и си го триела газот. Заради тоа има како дупче позади. Бидејќи тука влакната ги нема. Но за брзо време ќе се регенерираат, ќе се обноват. Па Некој ќе се друго прашање? вратат. Ќе пораснат нови. Да. Да чуеме. Кажи думања. Зашто тие мальчиките се нозе како раце? Како малечките нозе се всушност како раце. Рековме дека тука напред е устата и нормално одма до устата близко се рацете, тие кои што ќе ги помагаат за да може полесно да си ја внесе храната. Но на машкиот пајак, да, но на машкиот пајак тие му помагаат и за една друга работа, односно да си ја гушне девојка. Затоа ќе машкото се многу поголеми. Тие има многу поголеми. Ако бега Да. Па да. Зашто има 8 нозе? Зошто има пајакот 8 нозе? За да оди. За да може да оди побрзо, но и за да оди внимателно, например ако има како нас големи нозе и само две, ќе треба да тропка да прави повеќе звук, тој оди внимателно и вака својата тежина си ја распределува на сите страни, односно на сите 8 ноџиња, како лебди во воздухот, заради тоа има многу. Но и за да може да ја зарови полесно жртвата. Шап како мрежа, да скокне врз пленот и полесно да го фати. Дечки, што јаде пајакот? Што е да пајакот? Листа. Дома сте го виделе пајакот некаде дека би влегол некогаш? Сигурно има во некој ќоша. Зошто влегол? Знаете, нема. Инсекти јаде. Значи тој јаде комарци, мали мушички, муби. Тој всушност ги чисти од дома нашите бубачки. Јаде муби како не. Си прави и пајажина. Ги како лови во мрежа. Цели. Како стапица. Јаде и пчели. Како И Јоши. Он прави пајажина. прави пајажина како стапица за да може полесно да ги фати инсектите. По подрум има многу бубачки, нормално е, заради тоа има. Како се движи вака пајакот од зидот надвор? Како? Ние можеме така да се качуваме по зидот? Ја можам во згради. Јас можам по згради. Како вика? Не вика пајакот, не испушта звук. А што мислите зошто има толку многу влакна? Например. Јас можам. Зошто има толку коса? Нашите пајаци дома не имаат. Како? Ти
Ти галиш куча, ама тарантула не галиме. Да, ама зошто имаат толку многу влакна? Не може да пуста тоа. Да може да ги пуштаат влакната, не отров, ама да ги пуштаат влакната, но зошто дали имаат уши? Дали не слушаат? Немаат вакви, немаат ушни школки вакви како ние што имаме, но тие чувствуваат преку влакна. Тоа е нешто слично како некој жумасни ги врза очи.